Добро дојдовте во Урбаните вести. Меѓународниот ден на трудот е меѓународен празник кој се празнува на 1 мај и е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. Меѓународниот ден на трудот е државен празник во повеќе земји во светот. Во Македонија главно празникот се користи како ден за екскурзии во природа. Со оваа вест го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Останете со нас и погледнете ги денешните содржини. Зошто го славиме 1 мај? Трудот на работниците вреднуван во зависност од секторот. И младите имаат работнички права, 365 дена работнички права. Од утре во продажба билетите за првиот концерт на филхармонијата во новата сала. Кои се најпродаваните 10 книги во последните 5 години во Македонија? 1 мај, меѓународниот ден на трудот се празнува како знак на почит кон жртвите на штрајкот кој се одржал од 1 до 4 мај во 1886 година во Чикаго. Кај нас, како по обичај и традиција, празникот се прославува низ излетничките места со скара и малку повеќе алкохол. Денот на трудот е меѓународен празник кој се одбележува на 1 мај и е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. 1 мај се празнува во знак на почит кон мртвите на штрајкот кој се одржал од 1 до 4 мај во 1886 година во Чикаго. Целта на штрајкот на околу 4000 работници била да се издействува воведување на 8-часовен работен ден. Полицијата употребила сила и имало жртви. Организаторите на штрајкот биле изведени на суд, а 4 од нив биле погубени. Во спомен на жртвите во Париз е донесена декларација со која работниците се повикуваат на масовни демонстрации на 1 мај за да ја подопрат својата положба. Оваа декларација ја донела втората интернационала на својот основачки конгрес во 1889 година. Од тогаш празникот е манифестација на класната солидарност на работничката класа во светот, а следбеници на иницијативата се сите работнички синдикати во светот. Во Македонија првиот синдикат е основан во 1908 година, поточно синдикатот на чевларските работници. Сојузот на синдикати на Македонија денеска организира мирен протестен марш за да потсети на проблемите со невработеноста, загрозените работнички права, ниските плати и неадекватните здравствени услуги. Во светот исто така на овој ден се одржуваат мирни протести. Во Македонија до 2006 година 1 мај се празнуваше 2 дена, а сега се празнува само еден. Голем дел од помладата генерација го сметаат за ден на пикникот, скарата и по некоја капка алкохол, притоа не знаејќи какво е неговото историско значење и како се стекнале правата кои денес ги уживаме на работните места. Борбата за работничките права се уште не е завршена. Денешниот 1 мај не потсетува на големите разлики во уживањето на работничките права во зависност од секторот во кој се вработени работниците. Најголеми уживатели на работничките права се програмерите, а најмалку права имаат текстилните и градежните работници. Пред повеќе од 100 години започна борбата на работниците за подобрување на работничките права. Многу човечки жртви се дадени за денеска во 21 век работникот да може да ги остварува своите работни права загарантирани со закон. Дали и колку работодавците во Македонија ги почитуваат правата на работниците, останува отворено прашање во зависност од секторот на дејност која ја извршуваат. Според Милан Петковски, председател на Македонското здружение за заштита при работа, трудот на работниците е најмногу вреднуван во IT секторот, додека на последно место е градежниот сектор, односно и покрај многобројните апели на институциите за обезбедување на поквалитетни услови за работа, градежниците се најизложени на опасност. Имаме разни случаи, имаме крајни екстреми, луѓе кои всушност немаат никакви права, немаат никакви услови за работа, до услови кои можат во многу мери и да парираат на оние во европските земји или во високо развиениот свет. Се на се во многу зависи од тоа кого се обидувате да обсервирате. Ако обсервирате, предпоставувам, IT индустрија, веројатно би рекле дека условите се подобри. Ако обсервирате градежна индустрија, би рекле дека условите се полоши.
Водени од фактот дека безбедноста и здравието при работа представуваат клучен елемент во постигнувањето на постојани пристојни работни услови и силни превентивни безбедносни култури, треба уште многу да се работи на подигање на јавната свест на работодавачите за унапредување на безбедноста и здравието на работниците, како и овозможување на 8-часовно работно време, слободни денови и годишни одмори. Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија и Коалицијата на граѓански младински организации СЕГА потпишаа меморандум за соработка под мотото „И младите имаат работнички права. 365 дена работнички права“. Целта е младите да се интегрираат во синдикалното движење и на пазарот на трудот, да се едуцираат за работничките права, да се подобри економско-социјалната положба за создавање нови и сигурни работни места за младите. Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија и Коалицијата на граѓански младински организации СЕГА потпишаа меморандум за соработка под мотото „И младите имаат работнички права. 365 дена работнички права“. По повод 1 мај, меѓународниот ден на трудот, Конфедерацијата на слободни синдикати и СЕГА организираат кампања за промоција на младите и унапредување и подобрување на социјално-економската положба. Со меморандумот КСС и Коалицијата СЕГА се обврзуваат да вложат заеднички напори за понатомошно унапредување и подобрување на економската и социјалната положба на младите, креирање политики за поголема вклученост, промовирање на младите на пазарот на трудот за размена на добри практики и подобрување на професионалната експертиза. Целта е младите да се интегрираат во синдикалното движење и на пазарот на трудот, да се едуцираат за работничките права, да се подобри економско-социјалната положба за создавање нови и сигурни работни места за младите. Ние како синдикат, заштитник на правата на работниците и Коалицијата СЕГА, чие главно мото е младите и младинското вработување, направивме многу во оваа насока. Сега продолжуваме да работиме на интегрирање на младите во општеството, рече Благојар Алповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати. Според Никола Станковски, председател на управниот одбор на Коалицијата СЕГА, со потпишување на овој меморандум ќе се вложат заеднички напори за унапредување на положбата на младите и на нивната економско-социјална положба и креирање политика за поголема вклученост на пазарот на труд. Целта е да се обезбедат размена на искуства, експертско знаење, да се зајакни унапреди положбата на младите. Во оваа насока ја најавуваме кампањата преку која ќе делуваме за информирање на младите за нивните работнички права, истакна Станковски. Во март годинава, во однос на март лани, е регистрирано намалување од 0,9% на индустриското производство, објави денеска Државниот завод за статистика. Намалувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат пред на намаленото производство во одделите за производство на прехранбени производи, облека, електрична опрема, машини и уреди, не спомнати на друго место, и производство за моторни возила, приколки и полуприколки. Индустриското производство во периодот јануари-март годинава во однос на истиот период минатата година е намалено за 1,5%. Во март годинава во однос на март лани е регистрирано намалување од 0,9%, објави денеска Државниот завод за статистика. Гледано по сектори, индустриското производство во секторот рударство и вадење камен во март годинава во однос на март минатата година бележи опаѓање од 4,1%. Во секторот преработувачка индустрија опаѓање од 0,7%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација има пораст од 0,3%. Намалувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат пред се на намаленото производство во одделите за производство на прехранбени производи, облека, електрична опрема, машини и уреди, не спомнати на друго место, и производство на моторни возила, приколки и полуприколки. Според главните индустријски групи, производството во март годинава во однос на март минатата година бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 3,9% и трајни производи за широка потрошувачка за 40,5%, додека опаѓање е евидентирано кај енергија за 3,5%, капитални производи за 7,6% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 2,7%. Свеченото отварање на новата концертна сала на Македонската филхармонија е закажано за 21 мај, а билетите по цена од 2.500 и 3.000 денари ќе бидат пуштени во продажба од утре.
Македонската филхармонија соопшти дека од утре ќе бидат пуштени во продажба билетите за свеченото отварање на незината нова концертна сала на 21 мај. Билетите ќе бидат по цена од 2500 и 3000 динари и може да се набават на билетарницата во Домот на армијата на Република Македонија секој ден од 10 до 16 часот. Концертот со кој ќе се одбележи отварањето на новиот музички храм на Македонската филхармонија ќе се одржи на 21 мај во недела со почеток во 19 часот. Македонската филхармонија за овој мощно значаен историски миг за нашата култура предвидува ексклузивен уникатен концерт на кој како солист ќе настапи македонскиот и светски пианист Симон Трпчевски, а за диригентскиот пулт ќе застане еден од најдобрите диригенти на сите времиња, маестро Владимир Ашкенази, соопшти филхармонијата. На првиот концерт на филхармонијата во незиниот нов дом ќе бидат изведени дела од Трајко Прокопиев, Сергеј Прокофиев и Петар Илич Чайковски. Во 10-те непродавани книги во Македонија во последните 5 години радува фактот што првото место му припаѓа на македонски автор. Книгата "Се гледаме на врвот" од Коста Петров го зазема првото место за непродавани книги во Македонија, а популарниот француски писател Гиом Мисо во првите 10 е присутен со 3 романи. Во продолжение следуваат и останатите книги кои се најдоа во 10-те непродавани книги во Македонија. 3 романи од Гиом Мисо се најдоа меѓу најпродаваните книги во последните 5 години во Македонија, но сепак радува фактот што првото место му припаѓа на македонски автор. Односно на прво место се наоѓа Коста Петров со своето дебютантско дело "Се гледаме на врвот". Коста Петров е еден од најпродаваните современи македонски автори кој во книгата "Се гледаме на врвот" ги открива своите тајни на успехот, каде стравот како тема е само начнат како една од препреките на тој пат. Книгата "Ангелски повик" од популарниот Гиом Мисо се наоѓа на второто место, додека пак останатите 2 книги "Ако не постои утре" и "Затоа што те љубам" од Гиом Мисо се наоѓаат на 5-то и 10-то место. Авторот Гиом Мисо е еден од најпопуларните француски писатели чии книги заземаат прилично голем замав кај македонската читателска публика во последно време. Книгата која се најде на 3-то место на најчитани книги од страна на македонците е трилерот "Тајната на сопругот" од Лиен Мориарти, која представува прекрасна драма исполнета со мистерии во која особено ќе уживаат љубителите на хит серијата "Очајни домаќинки". Потоа следува книгата "Во врска со онаа ноќ" од Џули Џејмс, книга која би била идеална за на филмските платна. На 6-то место се наоѓа книгата "Скриена од најмрачниот агол" од Елизабет Хејнс, а по неа следуваат книгите "Исчезната без трага" од Шеви Стивенс, "Моќта на подсвеста" од Џозеф Марфи и "Те љубам, тоа е вистината" од Александар Алексов. Статистиката за најпродаваните 10 книги од страна на македонските читатели е направена од страна на kupikniga.mk, кој е првиот македонски портал за електронска трговија со книги, кој всушност представува агрегатор на понудата од скоро сите издавачки куќи во Македонија и регионот. Во продолжение на урбаните вести погледнете го Матамамито и дознаете какво време не очекува.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова празнично издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатен празничен ден. Довидување.